Сега е вистинско време да ја поздравиме понеделнички нашата драга Ирена Спировска, која што има многу повеќе информации во живо да ни сподели за ЕХО, фестивал на планински филм кој ќе се случува од 20 до 24 овој месец. Добро утро, Иренче, среќен понеделник. Добро утро, Суза, нека ни е среќен и со лесно да ни биде денот. Поздрав до сите кои што ова утро се будат со фреквенцијата на телевизија Алфа и со нашата утринска програма Добро утро секое утро. А сите кои редовно не следат добро знаат дека ова е терминот кога се вклучуваме во живоот терен. Ова утро се јавувам од Кинотеката на Република Македонија за да го најавиме 16-тото издание на фестивалот на планински филм ЕХО. Мост помеѓу градот и планината, помеѓу уметноста и природата. Овој фестивал ги собира на едно место љубителите на планината, оние кои што сакаат да спортуваат, да се рекреираат и кои што ја сакаат природата. И нуди на вистина многу богата и обемна програма. 51 проекција на филм, 2 промоции на книги, 8 презентации, детска работилница и изложба, многу активности во следниве 4 денови ќе го одбележат ова 16-то издание на ЕХО, а малку подетално за сите активности кои што ќе се случат до годинава на ЕХО, дознаваме во продолжение низ разговорот со Игор Талевски, организатор на ЕХО. Игор, добро утро. Добро утро. Ви благодарам повторно што во вашата емисија имаме можност да го најавиме ЕХО токму пред почнувањето вечерва во 19 часот во Кинотека. Се најавува уште едно богато издание на ЕХО, некако се навикнавме секоја година фестивалот на планински филм на вистина да ни понуди извонреден избор на филмови од повеќе различни категории, работилници, активности, конкурс на изложби. Просто не знам од каде да почнам, но ајде да го фатиме редот од почеток, што се ќе може публиката да види на вечерашното отворање на ова 16-то издание на ЕХО. Искрено да ви кажам, јас не знам од каде да почнам, на вистина имаме како и секоја година до сега многу обемна програма. Еве да почнеме од филмската програма, бидејќи сме сепак филмски фестивал. Како и секоја година, така и ова имавме скоро 200 апликации од автори од целиот свет, кои што сакаат да бидат споделени, нивните дела да бидат споделени пред македонската публика. Филмови на различни теми. Тие аплицираат во различни категории, бидејќи нашиот фестивал има и надпреварувачки карактер. Имаме жирија во различни категории. Така што имаме филмови кои што се надпреваруваат во категорија најдобар еколошки филм, најдобар краток филм, алпинистички, качувачки и така натаму. Така да од тие 200 филмови ние секоја година имаме сериозен проблем да направиме селекција која што ќе одговара во некој тајминг кој што го имаме на располагање соодветен за да се гледа таа програма. Ние можеме многу лесно нашиот фестивал да го направиме да трае многу повеќе и во текот на денот, меѓутоа сепак сакаме тие филмови да бидат видени, така да претпоставуваме дека некој период од 17 часот, мада и тоа може би рано за многумина, па до 23 часот имаме филмови цело време. И годинава повторно ние секогаш да речам, жиријата ќе има сериозна задача, бидејќи имаме секогаш навистина прекрасни филмови. Така да почнуваме вечерва во 19 часот со 3 филма кои што се на тема инволвираност на жените во алпинизмот. Имаме една многу приказна за полската алпинистка Ванда Руткевич, всушност приказна која што ја поврзуваме со два елементи. Вечерва се случува првата промоција на книга, за таа цел всушност и авторката на книгата ќе биде вечерва помеѓу нас, Ана Коминска. И темата ќе биде Ванда Руткевич, една од најсилните полски, меѓутоа и светски женски алпинисти со сериозни искачувања за себе. А паралелно на тој филм, да кажеме, како продолжение всушност ќе имаме нова хероина. После незе ќе биде прикажан филмот за Емили Харингтон, тоа е алпинистка чувачка која што се обидува да каче нешто сериозно, нов модерен предизвик. Сите алпинизмот еволуира низ годините, децениите и цело време има некои нови правци на размислување, нови предизвици, така да тие два филма ќе бидат едно интересно прикажување кон што некогаш се стремеле, да кажеме, алпинистите кон што денеска се стремат, и ќе имаме филм на тема екологија и истражување во Антарктикот. Така да со тие три скромни 4 активности, потоа од следниот ден продолжуваме во нешто многу пообемно.
Ја спомнавме екологијата, која што исто така оваа година завзема голем дел од програмата на фестивалот, затоа што цел еден дел од фестивалот ќе биде посветен на екологија. Точно. Всушност, тој следен ден веќе, вторник, ќе биде навистина богат со програма која што ја работиме, односно ја овозможуваме, ја делиме заедно со Македонското еколошко друштво. Имаме огромна почит кон луѓето кои што работат во Македонско еколошко друштво. Имаат секогаш многу сериозни, важни теми за нас, кои што сакаме да ги споделат со нас и нашата публика, бидејќи во тие средини во кои што тие научно се активни, ние ги практикуваме нашите активности, да кажем, и сметаме дека мора да има комуникација, да разбереме каде влегуваме, што треба да внимаваме малку повеќе и слично. И тие исто така го разбраат тоа дека имаат конечно платформа во која што ќе можат да го споделат тоа каде што некој можеби не треба да прави нешто или слично. Така што во вторник имаме навистина многу убав блок. Еве ќе ги споменам тие три презентации и предавања. Ќе има презентација за балканскиот рис, за закрепнување, програма за закрепнување, и потоа ќе има предавање за скриените вредности на природата и ќе ни биде представена една апликација интересна, ptici.mk, која што на сите нас обичните, да кажам, влюбеници во природата ќе ни овозможи да се чувствуваме како истражувачи, бидејќи преку таа апликација ќе овозможиме со фотографии или слични информации да придонесеме во зголемување на регистарот на птиците во нашата држава. И таа една интеракција навистина не представува големо задоволство. Инаку тој еколошки момент е присутен и во детска работилница. Повторно Македонското еколошко друштво преку своја работилница, овој пат посветена на египетскиот мршојадец, ќе се обиди на дечињата кои што ќе бидат присутни на таа работилница да им го приближи патот, животот на египетскиот мршојадец. Така да, на страна од филмовите кои што се присутни во рамките на програмата, каде што повторно Македонско еколошко друштво е жири. Навистина се ги сакаме луѓето, навистина се многу вредни и многу ги почитуваме. Да, тие се и долгогодишни партнери и поддржувачи на ЕХО, МЕТ, односно Македонското еколошко друштво. Среда и четврток, преостанатите денови од фестивалот, кои филмови ќе ги одбележат, па потоа нешто да спомнеме секако и за жирито, кое што ќе има овој пат, како и секогаш таа тешка задача од убавата понуда да одбере што е најрепрезентативно. Па, тешко ми е навистина да одвојам од филмската програма што да препорачам. Сите тие филмови се навистина внимателно селектирани и навистина е проблем сега по тоа што да навистина предложам. Меѓутоа, јас би препорачал на нашата веб страна echofilmfest.mk за целата програма имаме краток опис со фотографија или со видео, каде што може човек да се запознае подобро што ќе има вечерта на програмата и може би да таргетира нешто од програмата. Јас повторно би се задржал можеби на презентациите, бидејќи би наистина би сакал на тоа да посветам внимание. Всушност им го давам и клучниот момент 19 часот како можност за представување пред поголема публика. Во среда ќе имаме исто така многу важна презентација, една панел дискусија, која што повторно е многу важна. Тоа е соработката помеѓу управувачите со заштитени подрачја и влюбениците во планинските активности, да кажеме. Нели, често ние, како што е приказната со МЕТ, влегуваме во подрачја каде што има одреден начин на влегување, работење во нив, да кажем, и сметаме дека треба да има комуникација со тие луѓе кои што работат на нивно зачувување. И таков еден позитивен пример ќе ни дадат Националниот парк Галичица и Алпинистичиот клуб Патагонија од Охрид, односно планинската спасителна служба таму при Црвениот крст, кои што преку примери ќе покажат колку е многу важно тоа взаемно почитување и работење на едно исто подрачје, наместо да постои една крута граница може, не може, колку е важен тој разговор, па во одреден момент и да си помогнеме едни на други, како што беа случаи нели пожарите. Тие ни се една многу лоша слика, секогаш секој влюбеник во планините се чувствува лошо кога ќе види нешто такво што се случува. Меѓутоа, од друга страна пак тие се прв момент кога покажуваат дека токму ние во случајов преку Патагонија клубот или планинската спортивна служба сме први кои што веднаш би реагирали и би помогнале во случајот на Националниот парк. Така да преку тој пример ќе биде покажано колку е таа соработка
важна. Во четврток имаме доминантно филмска програма, меѓутоа овдека би сакал да издвојам еден настан кој што ни е многу важен. Вечер некоја 40 минутна програма која што ќе биде посветена на еден наш прерано загинат пријател, член од заедницата, човек кој што ни инспирираше да ја сакаме Македонија, Слободан Трајковски. Вечер за време на која што ќе бидат споделени две кратки документарни видеа во кои што тој учествува и ќе биде представена всушност книгата која што тој ја има напишано, меѓутоа е поскумно издадена, се вика Кругот на Македонија, во која што тој уживаше на велосипед. И во петок ќе имаме навистина една прекрасна програма, ни доаѓаат врвни светски атлети, 3 девојки од Словенија, кои што оваа година, всушност во декември, ќе добијат големо едно признание за нивно искачување во Индија минатата година, навистина сериозно убаво искачување, и ќе дојде еден атлет од Полска, кој што држи сериозни едни, навистина, неверојатни рекорди во брзо движење на сериозни технички терени. Така да, низ програмата се обидуваме да има и едукативни содржини, меѓутоа и инспиративни спортски содржини. Детските работелници се обидуваме на сите можни начини да допреме до што повеќе луѓе, да се инспирираме, да си ја сакаме повеќе Македонија, природата, планините, и се надевам дека успеваме во тоа. Покрај богатата филмска програма која што вклучува 51 проекција на филм, покрај промоцијата на 2 книги, 8 презентации, ЕХО како фестивал на планински филм секогаш е надополнет и со конкурс за планинска фотографија кој што низ годините доби една посебна димензија и стана толку популарен во таа планинарска комуна што не знам колку години колку фотографии ви стаса оваа година. Точно, значи, тој конкурс го започнавме пред 10 или 11 години. Инспирацијата за него е всушност да инспирираме што повеќе луѓе да раскажуваат. Значи, фотографијата е еден начин како човек да раскаже одредена приказна во одреден момент. И всушност ние секогаш кога го објавуваме конкурсот бараме опис за фотографијата. И луѓето знаат да видат навистина во раскажувачки елемент расположени, така и тоа е многу важно затоа што нели гледате одредена фотографија и таа е прекрасна, меѓутоа сакате да знаете и што е навистина многу убаво тоа на дополнување. Конкурсот значи трае 10 години. Оваа година имавме околу 180 фотографии од 100 автори. Јас сум им навистина многу благодарен, бидејќи служат како навистина многу убаво загревање за фестивалот. Фотографиите ги споделуваме во некој ритам наутро и обично е навистина убав момент, сите луѓе навистина ни кажуваат дека е многу убаво кога човек се разбуди, првиот момент што ќе го види на тие социјални медиуми барем да биде некој пейзаж или насмевка во планините и во природата, и навистина ни е многу драг тој елемент. Жири од Битола, трошена жири, фотографии и влюбеници во природата, ќе има тешка задача да од нив одвојат 10 најдобри фотографии кои што ќе ги споделиме во следниве ден-два, а потоа во моментот кога ќе се затвара фестивалот ќе бидат 3 најдобри представени и ќе бидат наградени со планинарска опрема. Мислам дека кажавме прилично доста информации околу ова 16-то издание на ЕХО, фестивалот на планински филм. Да кажеме само за крај и нешто околу жирито кое што нели ќе е задолжен за филмската програма, да ги спомнеме и тие луѓе кои што паралелно со вас напорно работат за време на фестивалот, пред и за време на фестивалот. Па да, тие имаат сериозна работа, затоа што кога се споменува признание или награда, иако најчесто сите овие луѓе кои што ги спомнавме, дали се тоа фотографите или снимеле краток или долг филм, не тргнале да го направат своето дело и да раскажат приказната со цел да бидат некаде наградени. Меѓутоа, веќе кога се наградува тоа е веќе сериозна работа и сериозен товар, и сме им благодарни на 6 групи на луѓе кои што се одлучиле секој во своето поле да размислат, да разгледаат и да одлучат што се случува. Значи, имаме едно главно жири,
кое што одлучува за долгометражниот и за големата награда на фестивалот. Во оваа година тоа жири е целосно меѓународно. Всушност представник на фестивалот од Полска, на Планинскиот филмски фестивал од Краков е дел од член од жирито. Човек од Тегернзе, значи од Германија, од фестивалот во Германија, исто така член, и имаме млад филмски работник и страствен љубител во аутдор спортовите од Швајцарија, кој што моментално работи во Лос Анџелес. Така да таа тројка ќе одлучува за големата награда и за Гран При наградите, а потоа имаме специализирани жирија, да кажеме. Дел од креативниот тим на фестивалот за кратки филмови во Струга, Dream Short, е одговорен за најдобар краток филм на нашиот фестивал. Представници на Македонската алпиничка федерација се одговорни да одлучат за кој е најдобар качувачки или алпинички филм. Македонско еколошко друштво го спомнавме за најдобриот еколошки филм. Имаме тројца страствени влюбеници во снежните спортови, кои што имаат тешка задача да одлучат за тоа кој ќе биде најдобар филм од аспект на снежните спортови. Велам тешка задача, бидејќи знаете, малце со климатските промени се смени доста времето и надоаѓа зимата, а тие во моментов треба да гледаат нешто што наистина сака да го прават и верувам дека имаат најголем копнеш и се во една сериозна задача да гледаат нешто што наистина сака да го прават, а допрва треба да им се случува, да кажем. Сите што се инволвирани во фестивалот очигледно има тешка задача, лесна задача има единствено публиката да дојде, да биде присутна и да ужива во сите овие содржини кои што ќе ги понуди 16-тиот ЕХО. Влезот на овој фестивал секогаш бил бесплатен. Па така се обидуваме да и успеваме сега за сега така да биде. Бесплатни се сите, да биде што подостапна оваа инспиративна, едукативна приказна. И ги поканувам сите кои што ќе можат вечерва да дојдат во 19 часот, да почнеме да го движиме ова издание, како што ќе бидат тука присутни, дали преку програмчиња, дали преку нашиот сајт, ќе може да се запознава со сите содржини во текот на следните денови и да повикам, има можност за пријавување за детските работилници од утре за утре во петок што се одржуваат, може да се пријават сите кои што се заинтересирани на работилница@echofilmfest.mk да учествуваат во некои од работилниците кои што претходно ги споменав. За која возрастна деца се наменати работилниците? За секоја работилница во текстовите е наведено за кого е соодветна, меѓутоа најчесто тоа се 6, 10, па може би 12 години, зависи од работилницата, така да отприлика таа возраст. А и се прилагодуваат, доста се флексибилни на луѓето кои што се инволвирани во тоа, имаат голем мерак, да кажам, си го работат тоа со љубов и се прилагодуваат. И ние сме малку поотворени на таа тема во однос на возраста, ама отприлика таа е возраст. Дали останува она убава традиција да биде фестивалот одбележен и со ехо маички? Останува, да. Дефинитивно, денеска тие се достапни во аутдор продавницата, а од вечерва ќе бидат присутни и тука. И тоа е еден од начините како всушност нашата публика може да ни помогне, бидејќи влезот е бесплатен, на некој скромен начин може да ни помогне. Да си имате убав дизајн, оваа година е планина со јаже исцртана, да кажем. Да помогнете во нашите следни содржини. Игор, благодарам за одвоеното време, посакувам успешна реализација на 16-тиот ЕХО и се гледаме на некој од проекциите. Се гледаме и благодарам и на вас. Еве со ова информација воедно и покана да ги проследите активностите на фестивалот на планински филм ЕХО во кинотека, но и на други локации кои што можете да ги погледнете на официјалните платформи на ЕХО. Ние ви посакуваме убав ден, упатувајќи ви порака што почесто да наоѓате време да одите на планина, да дишете чист воздух и да уживате во убавините на нашава земја. Суза? Одлична содржина, понеделнички ви благодарам многу и ве поздравувам од овде од студиото.